Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, 1 мај, ден на трудот, Да. ден на работничката класа. И ние сме, устари не, сите во студиото се дел од работничката класа, освен јас. Жалам што не сум. Жалам тоа да ги имам правата на вработените да... Немој, молим те се, и ти како вие кои ќе се соберат од не сите, дел од бизнис заедницата од Македонија, кога збора колку они работат, а работници врска немаат. Тоа толку иритира, толку нервира, ама добро, ајде. Добро, сега има... Кога сме... Треба бе еден ден да биде ден на газдите, што е само на работниците ден. И сите газди не идат на работа. Не, секој ден е ден на газдите. Само е 1 мај на работниците. Инаку секој ден е ден на газдите. И системот е направен така секој ден да биде ден на газдите. Тоа е тоа. Капитализмот е таков. Зборовите на Борислав Крмов. Не, ова се зборови на здравата логика. Ова се зборови на здравата логика. Ај молим те се. Нема ден кој што не е ден на газдите во било кое капиталистичко општество. Како и македонското. Само еден на работниците и тој да може ќе го земат. Тешко е, газдите стануваат во 5 на сабајле. Како не? Како не? Последни се враќаат. Работат за викенд. Работат за викенди. Добро утро за нашиот гостин, Бојан Никовски. Бојан Никовски некојаш беше вработен во Радио Лидер, беше дел од нашата информативна редакција, не стана газда, одлучи да отиде во политика, сега е дел од извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добро утро, Бојан. Добро утро, Љупчо, добро утро, Ивица. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам за поканата и среќен празник на сите што гледаат, на сите што слават, освен Љупче и неговите колеги газди. Нема што да славим. Ден на жалост е, затоа што не може денеска работат едно 20 часот 24 работниците по можност. Така што Радио Лидер веќе одамна има воведено двочасовно работно време. Ние сме далеку пред Шведска, Норвешка, Финска. Кои што 6 часот доведуваат. Кои доведуваат 6 часа работно време. Можеме да им помогнеме во имплементацијата на сите овие работи. Бојан, главната причина што те покани во утро е сакаме да видиме како еден млад човек ги доживува кампањиве, општо и парламентарната и председателска, од една единствена причина што Ивица во животот има видено премногу кампањи. Сите, ги памти сите од демократска Македонија. И од недемократска уште 88-та за трамвајот и за референдумот, да. Ја памтам од Циле Топурковски наваму. Вака генерално, значи тоа е 99-та, 98. Го памтам, и ја памтиш првпат кој он беше на избори, беше кога бираше Македонија член на председателството на СФРЈ, Циле против Драголюб Ставрев. Не, ја вторава со Љупчо Георгиевски ја памтам. И Циле победи дебело. Но вака исто 15 септември таа фамозната ја памтам. Таа е причината поради која што одлучив да се бавам со општествено-политичка работа. Дејност. А од 2000 таму негде од Никола Груевски па наваму, од 2006 па наваму, па сите ги памтам. Прошо. Ти не можеш да ги памтиш. Биолошки немаш, нели толку години, далеко си помлад. Ја кој ќе кажам дека некој е далеко помлад од мене, знаеш тоа, колку ми е сум пораснал човече. Но помлад си. Која е првата кампања која ја памти Бојан Никовски? Првата кампања што ја памтаме 2016 година, парламентарните избори, оној најкритичен период можам да кажам за Македонија. И која генерација си? 99-та. А добро се. Се Циле не може да го памти. Не, тоа беше период што еве нашава генерација што сега е најактивна на терен, што е нели најактивна меѓу луѓето, едно од би рекол поактивните гласачки и активистички тела од помладата популација, генерацијата што растеше со средношколски пленуми, со студентски маршови, демонстрации, протести, со таа кампања 2016 каде што
Мислам дека поларизацијата беше на највисоко ниво во македонското општество. Понатаму нели следуваше кампањата за референдумот 2018, локалните избори не беа толку важни пошто беше еден бран кој ги понесе сите граѓани. Промената на името 2018 година, председателските 2019, предвремените во 2020 година. А еве јакаш сум се вклучил активно во како дел од Унијата на млади сили 2021 година на локалните избори во Аеродром, да. Тие оперативно се први избори што ги памтиш. Што сум ги работел, да, оперативно. Сум видел како стојат работите на терен. И пробај калибрирај се ти како личност со политичка меморија вака. Можеш да замислиш колку различна перцепција од работите. Многу Од различно. ваше време ние ги памтиме локумите и кафето, тоа беше, не знаеш кој доаѓа на врата. Па Многу 2011 година СДС Свето, кој има. многу различно светоглед е тоа. Да. Локумите, Не, ама види, тоа значи нормално е природно, нема ништо во ова. локумите од 2011 за нив се јабуките на Цилети Тупурковски што се за нас ивица. Можеш да замислиш каква тука има еден геп од едни здрави скоро 20 години, колку има од 2011 до 99-та. Добро, ова е интересно. Ја ги памтам и зејтинот на Анди Бајрам и брашното која го избра прв пат во собрание. Добро. Знаеш ли на чие место го зема? На кој? На подпредседателот на собрание, кај ги памтите вие? Значи, пред Зинго имаше друг лидер социјалистичката партија. Киро Поповски, Озбилно? да. Сериозен човек, беше подпредседател на собранието и така Добри, натаму. Джинго беше сериозен човек. Да, негова сопруга беше Златка Поповска. И Добро. кога почина Киро Поповски, ненадено, прерано, на неговото место дојде Амти Бајрам. Во собрание. Да, и тоа местото беше едно од најцентралните скопски изборни единици. Не за џабе да речам да берем, јас сум победил во епицентар на Скопје, така кажа, нели? И така и беше, знаеш. Така што јас таа кампања ја памтам. После вие не памтите, беше една интересна кампања 93-та година за едно испразнато пратеничко место во Скопската 103-ка. Меги Темелковски против Синдилиев од Демократска партија и против овој За што Меги, извини, мислиш за Зоре Темелковски, да. Нашиот И- драг пријател. Да, и овој беше Синадиновски, што сега прави нели Бранко. православни албанци, како Што беше. стана православен Да. албанец во Меги Тој време. беше кандидат на ВМРО, да. И он беше трет на тие избори. Синдилиев за малце ќе победеше. И А сега, Зоре влезе во собрание. да, меѓутоа изјавата што даде Синадиновски после тоа беше дека за рушење вика на режимот потребно е романско сценарио и дури и за ВМРО беше тогаш премногу тоа. После тоа го тргна, ќе никогаш не даваше изјави. И тоа го памтам, ако ти се. А меѓутоа 90-та година беа многу интересни изборите, прв пат беа избори. Интересно беше. Партии. Ајде сега вака да направиме. Ивица, сите тројите сега ќе даеме став на ова. Кој оваа кампања сега што е? Оваа дупла кампања. Добро. На која кампања од минатото најмногу ти личи? 2006. Аба 2006 па немаше вака убедлив резултат. Добро, во ВМРО. 2006. На 2006 личи. Вакво раслојување на собранието, влез на нови партии, што ќе има сигурно. Ова е 2006. Сега не фали само уште... Не фали ништо. Ако гледам... Да, не. Фали само раскол во ВМРО, ама има тоа го закрпија. Инаку раскол во СДСМ, сега нема раскол во ЛДП, али ајде, Дом и Левица да ги ставиме дека е слично нешто. Така што на 2006 личи ова многу. Поен, ајде ти спореди ги првите што си ги видел со овие. Не, тоа ќе кажав ја 2021 се да речам мистиво од аспект на победничката еуфорија која владе и тоа проопозицијско расположение. Мислам дека 2021 година никој не очекуваше можеби толков број на општини да заминат во рацете на опозицијата и во кандидатите на ВМРО ДПМН, но сепак се случи еден потоп би рекол за власта, се случи еден голем шок за нив и тоа беше ете почетокот како 2016 што представуваше увертира за 2017 да се земат сите општини нели од страна на СДСМ и коалицијата. Така и 2021 на некој начин беше поставување на основите за оваа промена на власт која гледаме дека се случува во моментот. Надежно е да речеме по резултатите од првиот круг. Сега ја ќе ви кажам моја лично мислење. Ја мислам дека
овие избори ќе бидат, например, ако досега во историјата памтиме, знаеш, ги памтиме сите избори, но има некој кој што се пресвртен момент. Да. Први пресвртен момент со ние на Циле и на Љупче Прво се Георгиевски. 90-та се формира партиски систем. Добро, но Да. знаеш, не се пресвртен момент е затоа што почнува еден нов систем Да. и понатаму продолжуваат да владеат старите елити. Не може да кажеме таму дека има некаков историски шок. Првиот историски шок според мене, кој ние сме го виделе, е тоа Циле Топурковски и Љупче Георгиевски 99-та, така беше? 98. Тоа е првиот шок кој го гледаме. Вториот шок, кој е исто така ни помалку значен во нашата современа историја, затоа што од 98 до 2016 во Македонија имате еден период каде што да, се менјаат политичките партии, има војна измеѓу, повеќе владее ВМРО, ДПМН, нели од СДСМ, но имате еден период до 2016 на некакви реформи кои се спроведуваат, некакво градење на државата кој се спроведува, некаков напредок во, дали зборуваме во европските интеграции. Знаеш, има Нешто се дешава. нешто се случува, но тоа е во рамките, кога зборуваме односот ВМРО, ДПМН и СДСМ, тоа е во рамките на она, знаеш, демократско општество. Не, ќе ти кажам и за нашите генерации, барем еве од круговите во кои ја ќе циркулирам, во Македонија историјата која познаваме од 90-та навака е дека до 2000-та година ниту знаеме кои биле кандидати, ниту знаеме кои биле против кандидати на изборите. Првото нешто што се случуваше во нашата колективна меморија е за што се случило 2001 година за жал. После првите избори кои почесто се потенцираат. Тоа го имате прекажано чуено. Да, го имаме Да. чуено. Тоа сакам да ти кажам и после знаеме за 2006 дека се случува таа една промена и сега тука доаѓа периодот кога ние сме прво, второ, трето одделение, се осознаваме себе си, учиме се повеќе за околината, но ние не познаваме ниту едни избори се до оние во 2016 година. Бидејќи знаеме нели имало 8, 11, ама станува збор за еден релативно мирен период. Сега, во суштински, јас за тоа ви велам, за мене постои 99-та, 2016. 2016 е важен политички момент затоа што за прв пат во современата историја на Македонија ние имаме избори кои се резултат на обоена револуција. Сега како сакате кажете го? Не е да прв пат 2002 шо беше. Не беше обоена, таа Па не беше памтиш, не памтиш, 92 цитира. Значи, еве, што зборуваш на памет. Значи, и 2002 беа. 2002 имаше обоена револуција. Кој е обој бе? Бранко. Ја прв пат слушам за. Како не имаше? 2002 имаше невидени пари со историја, како што се историја 2016. Сега да знаете. Значи, како не беше? Прашате кој имаше кампања што тераше Сорос, се викаше доста е. Имаше кампања што ги тера други невладени едно друго, значи знаеш кои пари се историја од 2002 година? Добро, сега не сум оперативен. Па еве сега. Ја 2002 на телевизија сум ја. Кои се пресвртни избори, еве? Пресвртни избори се. Ајде, 90-та формирање, 94-та се непресвртни, 94-та се историски најзначени избори затоа што тогаш лоша одлука донесоа Циле и Гошев да бойкотираат и македонска транзиција доби еден црн правец. 98 промената, 2002 година контрапромената, 2006 се случи едно ова што ќе се случи сега. Никој не веруваше дека ќе може да нозе да застане ВМРО ДПМН во 2002. Сега ти кажам што е разликата меѓу 2006 Од 2006 сега тука си управо, 2016 кога имаше преврат. И еве ги изборите сега да. Сега ќе ви кажам што е разликата меѓу 2024 и 2010. Што? Тоа што не верувам дека по 2024 година СДСМ ќе продолжи да постои во состојбата и во оваа аморфна состојба која е имал моментов. Тоа да. Се согласувам. 2006 СДСМ ја преживеа. Не тешко беше преживувањето. Не ја преживеа. Им требаше време до 2011 да се вратат на шини. До 2011 СДСМ беше на граница од втора партија, знаеше. Беше слаба партија. И 2008
и на председателските на Фрчков, СДСМ беше онака детронирана 2-1. 2011 Бранко я врати. Сега да бидеме искрени. Я врати на второ место со тие 50 разлика за ВМРО, што беше 2011 година за мене е еден од историски, зборувам во делот на СДСМ, во моментите кога СДСМ реално се врати во игра. И после 2014 година заеб ја утепа партијата. Ја мислам дека утепане од тогаш, од 2006. Само што како бе утепана партија 7 години? Не, странската се возеа на правна незадоволство. Не, странската интервенција и превратот им дадоа живот, меѓутоа мртва партија беше. Мртва партија во смисла таа партија не продуцира идеи, не привлекува луѓе, нема обнова од 2006. Кој конфликт има од 2006? Зошто не одлучи да не одиш во СДСМ? Па тоа преска тргнато да ти го кажувам, ние растевме пак со таа шарена револуција која ни се случи кога бевме втора година средно, мислам дека бев, кога не вадеа од средно школа на улиците, кога протестираа студентите, кога буквално цел град беше блокиран, на некој начин не можевме нормално да ги водиме своите животи во тоа време, иако немавме некои големи обврски, да бидам искрен. И тогаш мислам дека се случи оној прв раскол, би рекол, генерацијски кај нас, каде што одредени личности останаа на тој бранд да се возат, нели, на таа борба за слобода, за правда, како и да ги нарекуваат тие слогани. Но добро, види, во ред, млад човек се го привлекло некоја идеја, нека тера. Така е, така е. Да. Истото сите сме го мислеле во одреден период, тоа сакам да кажам, како не били интересни тие работи, сме излегувале на протести, знаеш, сакаш да бидеш активен граѓанин, сакаш да дебатираш, да дискутираш за политика, ама имаш и таква група на луѓе која мислам дека е главната причина зошто денеска младите има скоро целосно проопозицијско расположение. Мислам дека од 10 луѓе 9 гласаат против актуелната власт. Ако ни нормално е младите да се опозиционери, да се разбереме. Не е нормално кај светот младите се со власта. Значи, и најдобрата власт да имате у светот, глупо е кога младите се со власта. Има млади и млади, има млади конформисти, млади револуционери. Конформисти ве се со власта, револуционери ве си бараат некоја своја. Ама секојаш поише се револуционери. Абе, побучни се револуционери. Побучни се, да. Дали се поише не знаеме. Ама побучни се. Тоа е факт. И тоа ти викам се поделија како два блока, едните беа кои увидоа на некој начин што се случува. Сега не кажем дека многу сме можеле да расудиме на 16 години, ама се поставија, треба да знаеш, тоа Трамп доаѓаше за председател во Америка, тоа се случи Брекзит во Британија и па идеолошки се дефиниравте. Идеолошки се дефиниравме буквално и ден денес остана таа идеолошка насока. Ќе да наврнам малку, извини. Ивица, многу ми е жал за генерациите кои идеолошки се определиле поради Трамп и Хилари Клинтон. Да ти објаснам. У наше време ние идеолошки се определувавме поради... Ајде, што е бетер. Па добро, сега, например, ние левичарски идеолошки, јас сум се определувал по Сириза, по Троцки. Тие муабети у левица ми ги вадат сега. Не е баш така, али сме се определували идеолошки, бре, по... Не знам, по Тони Блер, по... Сепак Шредер. Сепак едно ниво изнад. Да. Знаеш. Лајонел Жоспен. Се замисли идеолошка одредница у животот будала на Борис Џонсон да ти биде. Мислам, стварно. Мислам. Па представува реакција на тоа што се случуваше у тие години. И тоа е поентата и кај нас. Да. Затоа што луѓето стварно не поминуваат веќе тие приказни, значи, гледаме дека на светско ниво се случува тоа. Значи ти имаш теза дека во Македонија идеолошкиот развиток кај младите е онака буквално по светските трендови. Па за мојава генерација би кажал дека да. Не бе, таа некоја генерација до 2003-2004 година родени, неколку 4 години пред мене. За тие збориме, нели? Да. Во голема мера така се облекувани. По следејќи ги... Па светските трендови, тоа што гледаме дека се случува кај нас, мислам. Знаеме со кои ветувања дојдоа на власт и знаеме кои ветувања ги испорача, односно дека не испорачаа ништо. Односно тие на некој начин би рекол стана заложници на оние, не знам, апстрактни работи кои ги промовираат, да речеме, одредени невладени организации, мислеа дека со продавање приказна дека дозволиле дебати на телевизија или не знам дека луѓето денес биле послободни од порано дека така ќе се задржат на власт, а немаме ниту еден конкретен резултат. Кога ги прашаа СДСМ кој е вашето остварување за овие години 7, велат ние дозволивме дебата на телевизија. Ко претходно да немало дебата. Како немаш? Ние секој сабајле им нудиме дебата на СДСМ. Па не доаѓаат. Еве сега ќе изгубат од власт. Абе не се си минјајте од радио лидер. Секој сабајле доаѓајте овде. Да видат граѓаните какви сте нормално.
Добро, Бојан, сега тука има малце, ако вие младите у Македонија толку многу по светските трендови сте се дефинирале, тогаш од каде доаѓа па поддршката на младите за левица, која не само што е надвор од светските трендови, левица ти е партија на протестни гласачи, пак ќе кажам. Левица ти е одраз на светските трендови од пред 140 години што биле светски трендови. Па тие се комбинација на тие светски трендови што ги спомнуваш и ова незадоволство кај нас. Не можеш да кажеш Подемос во Шпанија беше таква нешто. Имаше Ама одамна беше Подемос бивица. А овие што е Меланшон во Франција сега. Значи не дека и тој бранд доаѓа. Добро, ние со Франција не сте географска ширина. Од каде се инспирираат? Од кај па десничариве се инспирираат бе? Кажи ми. Од Америка, од Британија, од Епа истото е, што? Тоа не е исто. Франција, Шпанија, Италија. Добро, сега. Ако сакаш и Британија, овој кажи го да респект што ја води партијата. Тоа не е радикална левица, е победи на избори. Зема е пратеничко место. Некако овие ми се малце, не, верходжа гроб. Секој ден Ленин го зборуват, малце ми се 100 години назад од ова. Па тие се тие што ги збориш како млади што треба се револуционери, да се оние гласни бунтовници што ги спомнавте. Тие поради незадоволството што владее у македонската политика, како што рековме 9 од 10 ќе бидат против ова што се случуваше 7 години, тие се личностите што ја задржаа таа идеолошка матрица што беше промовирана со шарената револуција и со целото тоа светско глобално движење кое тежне левите партии ги однесу лево. Значи, вие сакаш да ми кажеш со марксистички речник дека политичката партија левица е последниот стадиум на шарената револуција. Така? Така ќе му дојде на некој начин. Ова интересно толкување. Па види сега, во однос на шарената револуција, од тројца кои ја запалија како се вика канцеларијата на Иванов, двајца беа осудени и Димитар Апасиев беше ослободен. А тројца влегува внатре. Но ми се чини осудените веќе не се дел од таа партија. Осудените не се дел од таа партија. Не им тргнат кога ги тргнат тие. А Димитар Апасиев е лидер на левица, така што ама ова кој е осуден, кој не е, а сите влегле, да заправо и да размислиме дека левица можеби е продукт на службите. Ајде се. Дај да се вратиме нормална муабетира. Не мислиш Ивица дека е продукт на службите? Не, мислам дека паметна одлука беше тие двајца што ги тргнаа, од тогаш станаа партија, до тогаш беа секта. Ама тоа е друг муабет. Да, ама се возеа на бран на, да речеме, промовира патриотизам, та истовремено тоа е некомпатибилно со нивната идеолошка определба сега како левичари, како сталинисти. Очигледно дека како левичарите не се, социјалдемократите 70-тите беа патриоти, 60-тите беа патриоти. Социјалдемократите биле овие ја презираат социјалдемократијата и одат на гробот на Енвер Хоџа. Комунистите у Македонија беа големи патриоти. Да, затоа што не било комунистичко, туку национално движење кое преку комунизмот ја види идејата за слобода. И после тоа беа патриоти. Не биле. Како не биле? Видовме со што кулминираше таа партија. Да. 2016 и ти го кажа. Кога е правена црквата, бе? А? Кога е правена црквата? Затоа не можеше да се реши според изгодни пошони ја правеле. Институт за национална историја кога е направен? Македонско црковно прашање е школски пример. Еве што се случува комунисти кои ќе фатат црква да прават. Ману кога е направен? Институт за национална историја, Институт за јазик, кога е стандардизиран јазик? Ова збориш за период на социјалистичка република Македонија? Да. Значи зборам, тоа биле национал-комунисти, имало и таму опортунистите отидоа во СДСМ. Тоа е. Не, види, во СДСМ отидоа сите, меѓутоа останаа опортунистите, тоа е проблемот. Уште колку имаме до реклами режија? Уште 2 минути. Добро, сега, Ивица, ја малце морам да кажам дека составовите сум негде измеѓу вас двајцата. Сега, да, дека имало патриотска нишка во Сојузот на комунистите, имало. Так пушка во рака земале да ослободуваат земја во партизаните, како немало е патриотизам. Ама и дека во време на комунизмот македонската политичка елита ја ставила нашата земја целосно во подредена улога во однос на останатите социјалистички републики на СФРЈ и тоа е факт. Нема врска, баш обратното е. Нашата се изборија за равноправност. Генерали имаше македонци, амбасадори имаше македонци, министри имаше македонци. На Македонија испореди го со БДП-то на Србија, на Хрватска, ама види каде е Македонија 45-та, каде е 90-та. Значи, нај да не правиме сега. Македонија својот најголем успех го има во периодот од 2006 до 2016. Од 45-та до 20-та, ама ајде. Тоа е мојата. Па не знам баш сега од 45-та до
Од Немало ни земја, еден шопинг мол во да, Скопје. од една земјоделска земја Твргата се на неписмени луѓе станува индустријска земја, европска земја, модерна, прогресивна. на Така што- неписмени луѓе. На многу Одиме писмени. за крај. На многу писмени. Писменоста во Македонија дали е 5% 45, гледа колку е сега. Колку била 90, скоро 100%. Така што да не правиме. Има само една работа што е И да не се полошо стане. од неписмени луѓе, тоа е полуписмени луѓе. И сега суштината е дека од земја на неписмени луѓе во комунизмот сме станале земја на полуписмени луѓе. Се враќаме назад во студиото на радио Лидер, почитувани слушатели. Занимлива емисија во првиот дел. Имавме Никовски. Мене ми беше чудно кога ти одлучи да се бави со политика. Да бидам искрен. Ја дури мислам дека ти се јави, викам, шо бара вакво паметно дете у политички подмладок. Политичките подмладоци секогаш ми биле символ на, шо знам, на шо биле символ политичките подмладоци? На послушници и така некои. Види. Тоа е едно. Второ, бе инструмент на лидерите на партии за контрола на партиите. Затоа што едно време влегоа некои одредби таму 20% дека мора да се млади и така натаму, и најчесто тоа беше начин на контрола од лидерот. Дали се вика Лјупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, Никола Груевски, не е битно. Тоа е едно. Второ, многу онакви ептен системски ликови произведуваш, знаеш, кои што папагали ги повтарат шаблон, ги До повтарат. ден денес личат, сега да бидем искрени. Да, и тоа е малку проблем. И друго, тие негативните работи на политиката, подместување, византиски игри ги учеа и ги правеа уште од вакво, уште од мали. Со тоа што тие што тоа сме го учеле у СДМВ сме далеку подобри. Сега Во тие друга ти работи, кажам, сега сега друга во ти кажам. византиски игри од Сега тоа. па почна на Балканот, не знам во Македонија колку стигна обратниот тренд. Прво ги тргна тие квоти, дека младите мора да се во тие партиските органи и дека подмладоците се тие што ги нудат тие младите, затоа што сите видоа дека тоа фракција си правиш во партијата, така. А некаде па, затоа што претераа со тоа византиските игри, некаде ги распуштаа подмладоците по некои партии, и тоа големи партии по регионов. Некаде ги делеа. У смисол имаш официјален подмладок, па студентски подмладок, па женски подмладок и така натаму, со цел да не се ствараат овие игри кои што се ствараат, нели? Така што има вистина во тоа што го зборуваш, Лјупчо, меѓутоа секогаш, знаеш кога ќе фател некој подмладок некоја енергија, па ќе се наполни со, да речеме, некој 50 100 души што нешто мислат со главите, тоа после ја ги обновувало партиите. Меѓутоа имало ситуации кога баш се сведува на Византија и од таквите генерации на политичките подмладоци не испаднал ни еден политичар. Ни еден. Или пак ако испаднал у првиот тендек со корупција и со едно со друго. Да, станал на крај. Најголем проблем е што партиите имале одредени периоди во своето постоење, како што кажав, ете период кога се запознав со политиката, каде што тие целеа само кон масовност и кон ништо друго. Значи немаше некоја идеја да се потикне некој сам да одлучи да се зачлени кон партијата и да види како може тој да придонесе, туку се гледаше да се зачленат што е можно повеќе луѓе, се гледаше да се понудат работни места, не знам. Фамозниот донеси списоче. Донеси список, ќе ти поправиме оцени ово, она сме го изнаслушале овие последниве години. Идут. Бог да чувај. Да, имало такви работи. Зашто одлучив да се вклучам во политичкиот подмладок, дека еве знаеш и ти дека сум работел тука, имам и друго работно искуство од многу поодамна, студирам на факултет, ама сметам дека таа негативна перцепција која е изградена за политичките партии доаѓа првенствено од тоа што луѓето кои можат тоа да го нотираат седат дома и не се приклучуваат на партиите. И за да се смени тоа треба да се почне од самиот себе, а гледам дека еве во политичкиот подмладок на ВМРО ДПМ не дека сум од таму, ама во време на опозиција стварно дојдоа многу квалитетни дечки, стварно се направија значајни исчекори напред, стварно партијата се консолидираше прво внатре, партискиот подмладок, понатаму и на меѓународна сцена, така што гледам една позитивна промена и самото тоа што денес времето, за разлика од вие кога сте биле млади, нуди многу повеќе можности за работа, многу повеќе можности за шетање надвор, за воспоставување контакти со цел свет. Самото тоа што некој доброволно покрај тоа, покрај плата програмерска што ја зима од неколку илјади евра, може да се приклучи во партија. Голема работа е тоа. Сакам да кажам, тоа го прави не од лични причини за да се вработи во некоја Точно, тоа е голема работа. Администрацијска служба, туку
за да направи некоја промена во општеството, да смета дека може да влијае. Ние кога шетавме надвор на тие семинари, тоа беше бре елита да отидеш таму, сега секој таму отиде веќе стана друго време, у наше време тоа беше само за... у моје време требаше да вадиш Бранко, виза. Лично Бранко кај нас ги правеше списоците, кој ќе иде, кај ќе иде. Сега... А во моје време виза требаше да се вади за таа работа. Добро, после Ивица Боцевски стана вице-премиер за Евроатлантски овакво и ги среди визи, бе. Васко Думовски отиде само подпише на крај. Добро да се. Некој тоа требало да го направи. Али некој све за визите подготви Ивица. Кога сме кај 9 документи се вади, јас сум ти кажувал. Ја кога сум бил средношколец. И 9 документи беа за девојките, за нас беа 10. Затоа што моравме да извадиме и потврда од воен одсек дека сме служиле воен рок или дека ни е одложен за виза. Кога сме кај политичките подмладоци, на легенда на политичкиот подмладок на СДСМ Дарко Каевски, почна со промената од самиот себе си, со тоа што се изнакраде очигледно. Па сега вчера Ојо го гони. Има еден случај каде што е опфатен и Дарко Каевски, мерки за предпазливост беа побарани за него, за тој исто за кој друг беше, за Наумче Мојсовски и за уште неколку други лица, за уште 10 други лица, за злоупотреби на ваучер системот за донации. Дарко Каевски вели ги отфрлам сите обвинувања на Ојо кои ги сметам за неосновани и тенденциозни. Ова е тој шаблон што го спомна Ивица. Таа изјава која даваш, која ќе те фатат онака со. Видите, Дарче вакво нешто слично. И Миле Јадекиевски кажуеше. И Спиро Ристовски. И Боки 13. И Драги Рашковски. И како се викаше, и Мухамед Зекири. Треба со индигнација некој да отфрли. Тоа е другиот стадиум. Сега види Дарче, сега да ти кажам вака другарче. И не го заборај она од Јосип Брос. Тоа е па најинтересното. Ја го признам само судот на мојата партија, нели? У Македонија тоа Јовица Угриновски го има кажано, кога го фатија за под Јосип Брос за кога го лустрира и кога изјави дека он не бил кодош, али ако било побарано ке станал немал проблем, ама глупо му е што го лустрираат за кодош, дека бил тоа го кажа, а иначе вика не бе Јовица, овој другиот како се викаше, Бог да ги прости и двајцата. Слободан Угриновски. Слободан. Браќа нели беа се. Да. Бог да ги прости и двајцата се. Од кодно име Корбизија што било. Корбизија. И он вика ја не бев кодош, или вика да побара ќе бев и гордост ќе ми беше вика да питам кодош, ама не бе вика. Тоа е. Дарко Каевски го фатива. Сега работава Ојо како се буди вака пред избори. Сега не знам, сега знаете што ќе видиме во Македонија. Ова е символ за заробено судство. Не ова Дарко што го гонат. Туку општо една перцепција. Се гледате како Ојо измеѓу два круга на председателски избори во кој уште во првиот круг победникот е кристално јасен со 180 гласа разлика, удира по некој од власта. Да покаже независност. Демек. И сега ќе видите дека обвинителите кои беа главно ударна тупаница на СДС, кои направија десетици, стотици, ако не политички монтирани случаи, сега истото ќе го прават за другата страна. Како се викаше нашиот номилен што влезе преку приоритетни листи на ВМРО Пехчево? Гаврил Бубевски. Да. Редовно вака се, он е пример вака за... Гаврил Бубевски сега пак комитлакот ќе поработи кај него, ќе видите. Не, ама знаеш дека сите кои искоментира ова така, како ти што коментираш вчера? Кај најдоа на 5 дена пред избори кај што се гледа кој ќе победи се? Ајде сега. Независни. Овие краделе утепале од крадење 10 години, 7 години колку се таму на власт од 2016 година, си имаат утепано од крадење. И сега некој ќе ми каже, ама од кај ти е перцепција, еве од кај ми е перцепцијата. Буџетот на Македонија е зголемен споредбено со времето на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Во време на Никола Груевски и ВМРО ДПМН имаше огромна корупција, никој тоа не може да го негира, ама видовме бре, ги гледаш катна гаража, зграда, ти се свигала, не ти се свигала, све е направено. Овие нема, шо имаат направено?
Овие од Дебати на телевизија. ги вратија дебатите на телевизија. Што има? Не, една шајка не е закована, она онде спроти судот кај Уким зја е празно, знаете. А факултети ќе кажеш дека Бојан, пошто ти си дел од политичкиот подмладок, еве нека биде Каевски и негово последно обвинение една ука за вас сите, кај може да ве донесе животот. си го знаеме, тоа не мора да се случуваат вакви работи. Добро, ама сега. Мислам, жално е што се случуваат, пошто под Министерство за млади, што буквално не ги извадија младите од уста 7 години, дознаваш дека се случува некоја таква страшна злоупотреба на средствата кои можеле да заменат во, не знам, различни иницијативи кои ќе го подобрат животниот стандард на младите во Македонија. Стварно е поразително и жално. И сметам дека тети програмата на ВМРО ДПМН има одредени чекори за реформа пред да се случи овој скандал на Агенцијата за млади и спорт, на целиот овој систем како се доделуваат тие, еве што ги спомена ваучерите, и сметам дека треба да има одговорност посебно за овие луѓе, бидејќи пак ќе кажам, младите само се одсолуваат од Македонија и колку беше оној процент, 80 и неколку проценти сакаат да си одат од Македонија. Мислам дека после вакви докази за корупција, вакви скандали кои произлегуваат, тој број само би можел да порасне, а тоа е поразително за сите нас на долг рок. Сега со иселување е некаква флоскула. Сеќам се да сам сеќаш и за Чевливе кој ги става пред влада. Да. А? Дојдов си вика тој? Кој бе? Тој беше нели беше син на еден колумнист од Капитал, што беше таму главен. Даваше некои изјави, толку се појави еднаш, уште еднаш и више исчезна. Писарев, на Писарев, нели синот. Да. На Писарев син му. Да, нели он ги ставаше тие чевлите, па нешто беше херој за 24 часа и толку. Ама го гледаме, тој не е иселен уште. Тука се вози со точек ми за аеродром, чат пат ќе го видам. Не знам. Како памтиш вакви работи, човече, кој... Сега и мене се ми текна, ми го отвори фолдерот у глава. Ама ја појма немам дека он беше таму, стварно е така. Атанас, како се викаш? Не знам, како му беше име? Никола ли? Не бе се сеќам колку горд беше која ја даваше изјавата. Се заборев. Со Чевли. Ентузијаст, да гледаш од него онака блика некоја... Заев ќе не задржи во Македонија. Да. Добро се. Како вие ќе не задржите сега во Македонија, да не си иселуваме? Јас сум млад човек, имам 32 години и сериозно размислувам да се селам во Македонија. Како ВМРО ќе ме спречи? Па најпрво тоа се почна тоа што го спомнав, најголем проблем е корупција, еден од најголемите проблеми што го нотираат младите, и втор проблем според мене број еден кој треба да се стави во приоритет, тоа е економскиот стандард и, како да кажам, нудење на повеќе можности за младите да може да започнат сопствен бизнис, да може да се вработат, да имаат, не знам. Ја мислам дека секој млад до 40 години што има фирма не треба данок ништо да плаќа. Ова, значи тргнавме со газдите, они да може ништо да не плаќаат. Данок? Да, боже се. 400, една мала фирма со 10 вработени, имаме за 2 години 490.000 денари данок на добивка. Ние не може плати на рад да дадеме, они не теретат 490.000 добивка да им плаќаме. Жити се, дај. И зошто? Ради тоа што сум поштен, ја и све пријавувам таму како што си е и како што е правилно. Ајде молам. Значи, нема услови за бизнис во држава. Бизнис секторот, ние кои создаваме нови вредности, кои правиме нови вредности, ние сме најоптеретени од овој систем. Правев муабет со Свето Пивари, он исто мисли. Како беше јавна држава, ние ги храниме, како дај Да, тие, молим те тие. Да. Ми настасува тие тези некако. Ние со нашиот предприемачки дух, ние сме сидрото кој влече напред. Да. Ја спомнавме 94-та изборите, се сеќам после тоа како те предприемачки духова ка се развиваше овде во Македонија. Таа убава плячка наречена приватизација. Ама добро се, ние не сме таква прича, ние сме стартап од гаража направен. Тоа е па и Да. ова условите овде гледаш какви се. Да ти кажам искрено, летно време е ладно, зимно време е топло овде. Да. Имаме Кров над глава имаме. кров над глава имаме. Се сонце не додри вака, ама нема денеска. Сега од избори ќе дадат пари од рекламиве тука кој ќе удриме еден драпер 90% што затоплуе. Па рефлекторчиња ќе купиме, па некој мониторче од позади sci-fi, ќе видите ви. Па нови камерчиња, овие више
Поминајќи се, смени се. И сето тоа у БДП влегува, ние што ќе направиме. Ето. Втората опција ја да си ги земам сите пари, ништо да нема инвестиции. И тогаш ќе пропаѓаме дил. И гледаш дека целиот успех е ради капитализмот. А види, тоа е опција. И тоа е опција. Што нема да се случи? Никовски, ај сега да резимираме вака. Колку млади имате вие на изборните листи од ВМРО? Сега точна бројка не знам, ама во секој изборна единица има На добитни колку имате? Сега тие позади не ги реценуваме. на добитни мислам дека се двајца од Унијата на млади сили што се активни, сега тоа е до 29 години, така ја покачиме малку границата како што да речеме во европски држави во нашата околина, тој број е многу поголем. Ама важно е дека се дава шанса во Европа? Па некаде околу 35 години, зависи во која партија станува збор. Млади спаѓам. Па да. По европски овакво. Во времето на Кастро, Раул Кастро на 50 години беше ли шеф? Добро, Иво Лола Рибар на 50 години беше на ској председател. Сега не мора да идеме до Куба. И тука го имало примерот. Да биде. И Малиша Станковиќ доскоро беше социјалистичка партија на млади председател. Добро, Малиша младолик. А името му е така. Да. Значи имате застапени сте. Како учествувате сега во оваа кампања? Па не самото тоа што има на Обично пратеничките букети листи. носеа порано на политичарите младите. Сега немаме. Не сум ве видел некој од. Не, па не популарно беше и плакати да се лепат нели кога бевме ние помали таму пред 10 години. Зашо исчезнаа плакатите по Скопје? Тоа беше една иницијатива, сега не можам сигурно да тврдам, ама интерни партиски разговори под младокот, заклучивме дека стварно тоа не пали кај луѓе, особено некај млади луѓе, дека буквално станува само препукување кој ќе налепи поголема територија, кој ќе подели повеќе материјали, ама тоа се откажа и двете партии, баш и Озбилно? Да, председателот на младината и председателот на СДММ беа на телевизиска дебата каде што кажа дека ќе намалат со тоа, дека фокусот ќе се префрли на социјалните медиуми, на еден Ивица, па ние како може ваква голема реформа во нашето општество нас да ни поминала? Озбилно? Да. Ти знаеш Не знам, не си видел плакат, може би. дека у време у 90-ти, у 2000-ти имаше такмичење кој побрзо може цела трафостаница една да ја налепи со плакати. Па после другите. Сега да не кажам кој денешен политичар го држи рекордот. Цела трафостаница. Нема сега, пријател ми е, после емисија ќе го кажам. Од СДММ ли е? Не е од СДММ. Од ВМРО ДПМН, не, после ќе ви го кажам. Значи Владко. Значи ниту I did not confirm or deny. Да, значи имаш на времето тоа биле надпревари. Кој побрзо ќе налепи трафостаница со плакати. Тоа била цела технологија. Па сега кој ќе постигне поише views на Reels на Instagram или на TikTok, да речеме, на видео. Значи, И тоа е фокусот сега на сите што го прават. Значи више не се бавите со, не се надпреварувате со плакати или со рилсови. Па да ти кажам искрено, Нема ни потреба. Ја порано бев многу против плакативе, ама денес дури и романтично ми делуваат. Знаеш ли, се спореди со рилсови. Плакате бре нешто опипливо, ќе пројдеш, ќе го видиш. Рилс, ќе гледаш, ќе ти помине вниманието и ќе го забориш. Плакатот стои. концепцијата сто. Имаше еден од Циле, има еден тамо од 99-та од од Цилето Пурковски усте што стои и вика, шо лепак беше, вика, некој искоментирал. А види, искрено, и тогаш немаше, мислам, и тоа беа глупости, мислам, кој колку ќе полепи плакат, не ти влијаело нешто, ништо не влијаело. Ама се лепат некој налепници, тоа остана. Се учеше. Да гледам овие помалеве партии по се учеше небитните. тоа, тогаш се учевме што. Да, левица не ги малтретира кантите у аеродром. Не лепат плакати на канти на аеродром, мислам, стварно. После таков резултат јас би пробал се. Од првиот тоа е круг. пред резултатот е тоа. Па и денојаве можеме исто да го видиме. Да. Значи, зошто Боја не одлучи да го следи примерот на младите и да отиде у левица? Кој пример на млади? Па на најголем дел од младите, нели сите млади у Скопје се за левица. Според кој истражување, според која? Според истражувањата на наречени кафански муабети. Сите млади сега ќе гласале за левица. Не, тоа е кога перцепцијата ја градиш на Facebook, на Twitter и на некои социјални мрежи. Иако стварно има голема поддршка кај млади за тие за риториката која користи лидерот на левица, да речеме, ама
многу брзо сваќаме како што беше, пак ќе го споменам периодот, како што свативме колку ете таа шарена револуција, тие пленуми, средношколски протести и слично беа само флоскули, само празни муабети, само декларативна поддршка за се и се што, така и денес испаѓа дека одредени политичари ќе добијат окей лајкови на Facebook, ќе добијат лајкови на Instagram, ама во пракса луѓето го гледаат тоа, особено младите. Сваќаат колку е саат, младите сакаат конкретни проекти кои ќе се понудат, а не закани за стрелања, не сакаат промовирање, не знам, радикална промена или нешто слично, кога гледаме дека можеме да ги искористиме сите благодети на модерното живење и затоа се одлучуваат за партија која нуди програма, партија која нуди конкретни проекти, која нуди повеќе можности ете за почеток на свој бизнис, за поголема работа, ете за фриленсерите имаме одлични проекти за купување собствена куќа, за започнување семејство, за бенефици за новороденчиња, за млади брачни парови и така натаму и така натаму. Тоа е тоа што им треба на младите. Има пред да одиме со пауза за реклами, Ивица, морам да констатирам дека голем дел од порано познатите новинари денес се фриленсери. Кого мислиш? Мирка Велиновска е фриленсер. Не, Мирка е легенда, она е друга. Ама категорија, фриленсер. Добро, пензионер фриленсер. Васко Ефтов е фриленсер, човекот сам работи онлайн. Нема да се изјаснам за Васко, добро. Фриленсер е. Добро. Има овој што као се вика... Другар ти Сашо. Кој? Ордановски. Не, он се запасил слободен печат си. Да? Не знаев. Не е фриленсер. А Боки? Борјан? И Борјан мислам дека е таму запасил. Уште колку имаме? Уште минути. Има многу фриленсери во македонското новинарство. Ова е добро, треба да размислат за кого ќе гласаат. Да, Миленко Неделковски исто фриленсер. И пензионер. Одиме со пауза за реклами, по која се враќаме да и завршиме нашата емисија. Останете по рекламите, ќе ги чуете после најважните работи во оваа емисија. Се враќаме. Бојана, какви реформи вие предвидувате за фондот за иновации? Многу млади луѓе видеа. Видоат. Има еден од левица што му дале 30.000 евра да прави апликација за цртани. Па му ги побарале назад, пошто не направил извештај, па направил извештај, му ги вратиле, гледавме цела една фама на социјалните мрежи. Видовме се само иновации, не видовме. Прво треба да се смени само системот на кој се долуваат, иначе самата работа на фондот за иновациите, оќе идејата е добра, треба да се насочи само во правилната насока и луѓето кои ќе го прават тоа да не го гледат личниот интерес, туку да направат одреден производ, нели, наградата доаѓа за цела држава. Иновација од цртан филм да направиш. Имаше и апликација за куќен совет, мислам, така нешто искочи по социјалните мрежи. Не, најдобро беше ова за украсната керамика. Измислен пред 15.000 години во Македонија, повторно го измислува. Толку е најстариот 15.000 години украсна керамика. Пак, штом почнале керамика, почнале некои украси да ставаат сега, сигурно. Да, од Хантер Гедерс времето или претходно. Не, веќе некоја цивилизација напред било некоја. Да, а во Македонија за тој проект пукна некој 400.000 евра, така нешто. И сега замисли се, онаму кога шетале по тоа пустињите или по тоа џунглите. Степите и откриле како се прави керамика, веројатно им требало 400.000 евра да ја доразвијат. Вака, на памет зборам. Римската пица ја заборај, ја не знаев дека старите римјани пица правеле. Тоа вака беше едно откритие за мене. Не го имам сретнато, Мери Бърд нели пишува онака Цезар без пица, лазањи. Да. И тоа откулено. Од Италија бе, шо друго ќе јадете? Ај се размисли. Пица ќе јаде, лазањи ќе јаде, шпагети ќе јаде, макарони, моцарела. Тоа е современа работа. Не се разбираш, ти виторија, сте се добра. Не, ова е да се шегуваме. Чекай, што имаше друго? Имаше една иновација која што вака, како да кажам, мислам во светски размери текнува дека дадоа пари фондот за иновации за отварање на печатница. Гутенберг. Прва асоциација е Гутенберг. Ама најголема иновација не е од фондот за иновација, туку е од она Лидија Димова што го водеше. За магарињата? За магариња. Тренинг на магариња. Тоа е... Значи... Пазете и вас вака ќе ве зафркаваме. Од нас зависи. Да, од вас, да, баш од вас. Така си се што да правиме. Од вас зависи. Значи, сега да бидеме вака доследни. Ајде сега
Бојан, што очекуваш ти од изборите? Што очекував или што очекувам? Сега што очекуваш? Резултат каков ќе имате? Уште поголема победа. Гордана Силјановска мислам дека стварно може, како што прогнозираше и председателот на партијата Мицкоски, дека може да отиде над 450-500 гласови. А на парламентарните избори очекуваме минимум 55 пратеници, дека нели прогнозите пред првиот круг беа дека може да се има од 52 до 55, според оние анкети кои излегоа, но гледаме дека поддршката е поголема. Одредени мали партии ќе стагнираат или ќе паднат, одредени ќе се качат за некои гласови, но мислам дека контото ќе замине на најголемата и би рекол единствената опозиција која стварно има надеж да промени нешто, а тоа е ВМРО ДПМН. И се надевам на бројка од 60 пратеници, 61 по можност, но ќе видиме. Важно е дека имаме добар ветер во грб од првиот круг, како што кажа, водиме кампањата, одиме од врата на врата кај луѓето, одиме по митинзи, на средби со граѓани. Буквално луѓето викаат само нека се мафнат овие. Значи 7 години има доста од ова што се случува. Гледаат надеж во ВМРО ДПМН, иако нели во Македонија има муаве дека треба трета опција, фали трета опција, во оние кафански муавети што ги спомна, но пак на крај гледаме дека постои само една партија која може тоа да го промени. Имате на втора позиција во шеска на СДС, имате исто еден инспиративен млад човек. Како се викаше? Агрон. Агрон, да. Со фамозните 4 букви. Треба да го ќе му испратиме покана на Агрон да го викнеме и. Ајде. Мислам дека Агрон е Кадар. Екстремно добро го познава македонскиот јазик, тоа е Тоа добро. гледам од митинзите и Е добро де, сега не знам македонски голема работа. јазик. Јазик, кој јазик? Битно е да се разбереме. Така ли не е битно? Јазик се учи така. Ја... Не, теле се учи да работа. Не знам ли дали ќе влезе тој шест како втор, ама... Не, ќе влезе. Сега ми излезе баш банерот од негов и... Многу е сурреален. И така, добро. Дечки, затвараме дуќан. Па мислам дека е редно време. Ајде сега сите, ние ќе организираме од Радио Лидер пикник, мало чорбица, со лукче од свајле. Пикник, добро. Пикник Во у кафана. кафана. Вие, почитувани слушатели, останете со 98,1 на вашиот одмор за ден, ако сакате добар рок-н-рол да слушате и реклами. Пуштете 98,1 FM. Тука негде ние се одјавуваме. Имајте пријатен